Да се повлечат од дневниот ред точките за давање согласност на предлогодишниот план за вработување во 2022 година во јавните предпријатија, основните и средните училишта, домот за стари лица, предложи советничката од ВМРО ДПМН Невена Величковска на денешната седница на Советот. Според Величковска, плановите за вработување за наредната година досега требало да бидат донесени, а не впресред на локалните избори, особено кога станува збор за образованието, бидејќи, како што рече, од јуни се знаело кој од наставниот кадар ќе се пензионира. Тука уште еднаш покажуваме дека целосно држиме луѓе заробени на кои што им ветуваме, дека можеби во наредната година ќе поминат на некоја партиска комисија и ќе бидат вработени. Веќе еднаш треба да престанеме со ваквава пракса, затоа што ова по закон може да се донесе и во месец декември, во новиот советнички мандат, бидејќи е се уште 2021 година, а таа трае до 31.12.2021 година. Уште еднаш апелирам за разум кај сите и повлекување на овие 26 точки од дневниот ред. Имаме законски рок кој мора да се почитува, рече председателката на Советот Атина Мургашанска, потенцирајќи дека најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година треба да се донесат плановите за вработување. А генерално, за да се, тоа е законска обврска до Министерството за информатичко општество што се доставува до крајот на овој месец, за да се има во предвид глобалната слика и рамката како институциите основани од општините, од државата, каква им е проекцијата, колку вработени, каков профил на кадри би требало да имаат за наредната година. Тоа што е изборна година не го дерогира законот, а ниту па кршиме било која законска одредба од изборниот законник, бидејќи не носиме одлука за вработување никакво поединечно, не значи дека кога ќе ги усвоиме, ако ги усвоиме овие планови за вработување на одредена институција, таа веднаш ќе пристапи на реализација на програмата, бидејќи па законските одредби ја спречуваат да распишува огласи додека траат изборите, тоа добро го знаете, работите во таква институција, да не обврзува законот, јас би ве поддржала. Еве принципиелно од некакви пошироки огради, може би требало да ги одложиме, да кажеме, за после изборите, меѓутоа имаме рок законски кој мора да го почитува. Едно нешто ме мачи. Учебната година заврши на 10 јуни. Ние веќе ја имавме реалната слика и ги знаевме тековните пензионирања кои што би се случиле наредната година. Зошто тогаш на тие седници, иако веќе го имаат подготвено директорите, овој годишен план, зошто не го поминавме тогаш, иако сите знаевме дека локалните избори ќе бидат во месец октомври 2021 година. Мене тоа ме мачи. Затоа што не сакам да има заблуди, затоа што знаете како, ние сме голем град, но сепак мал град и сите муабети, сите работи и сите идни нови вработувања се знаат, за жал не треба да е така. Предлогот на Величковска не беше усвоен од мнозинството советници. Од дневен ред беа повлечени само точките што се однесуваа на тримесечниот извештај за финансиското работење на јавното предпријатие Водовод од април до 30 јуни годинава и предлог одлуката за давање согласност на предлогодишниот план за вработување во 2022 година на Водовод.